Председател на демократи во однос на патните трошкови на пратениците. Што мислите вие? Дали може би треба да им се намалат, да им се укинат или да им се зголемат? Нашиот став подолго време, како демократи и мој личен став, е да се укинат патните трошици. Во собрание пред 2 недели, Левица, партијата поднесе барање да се намалат патните трошици. Тоа е тотално погрешно. Не треба воопшто пратениците да добиваат патни трошици, затоа што 4 години тие се вработени во собрание. Кога некој некаде те вработува, не е битно кој град во Македонија, не ви плаќа патни трошоци. Овие се бенефици кои што сака да ги користат пратениците, се разбира. Еве еден пример ќе земам со Петар Ристевски, пратеник од Прилеп, кој што го викаат народски кажано, човек кој што не повеќе има оштетено Македонија, македонските граѓани, буџетот во 2024 има добиено 14.300 евро патни трошоци. Но тој е пратеникот кој се пожали. Патреникот се жали. Тој да бил се во жали. минус. Бил во минус. Вака да се разбериме едно. Кога ќе станеш пратеник, демократи предлагаат, ќе ви кажем повеќе предлози што предлагаме околу пратениците, демократи предлагаат да се укинат целосно патните трошоци. Број 1. Демократи предлагаат да се намалат пратениците во собрание. Демократи предлагаат да им се намалат платите на пратениците. Пред година и пол, во 2023 се зголемија платите за невероватни 78%, додека на другите вработени низ Македонија се зголемуваат 2, 3, 5%, ретко 10%. Значи, демократи исто предлагаат за пратениците да се укинат сите финансиски добивки од комисии, одбори и што не друго измислуваат, само да дојдат до пари. Значи, ова е невидена плачка на народните пари, поточно на народниот буџет. Демократи предлагаат пратениците да ги немаат бенефициите, кои што тие ги имаат, еве пример ќе кажам, имаат храна кој што, еве, бифтек некој си кој што кошта 1500 денари, во ресторан 2000 или 3000, тие таму се хранат за 100-150 денари. Тоа бифето може да постои, се разбира, но нека си платат реална цена. Исто треба да се укине апанажата за пратениците. Што е апанажа? Многу од граѓаните не знаат што е апанажа. Апанажа е од кој ќе заврши, значи 4 години, пратеникот да биде пратеник и не е повеќе избран, уште цела година му се дава платата. Па тоа го нема нигде. Значи тоа е невидена плачка на народниот буџет. Некои земаат повеќе години апанажа, не само една година. Ако е тоа така како што кажавте, тоа е трагедија. Но јас не сум свесен за тоа дека повеќе од една година, но независно од тоа дали е една или повеќе, јас знам дека е една. Како? Сега, значи, зборот ми беше дека ние треба да имаме пратеници во собрание, кои што ќе работат за една нормална плата. Пример, ако е платата на еден пратеник 1000 евра, тоа ќе биде се. Нека си седат во Скопје. Исто да се укини треба оние 400 евра што се дават за кирија. Кај го има тоа? Значи, ако сакаш да бидеш пратеник и платата ти е 1000 евра или 1500 евра, тоа ти е се, ќе си ги покриваш трошоците. Ако сакаш да одиш во Прилеп, Битола, Скопје, во Тетово, од каде си дојден, може да си одиш на твој трошок. Значи, ова е чудо невидено и ние како демократи се бориме и сакаме да се променат и доста други работи, но ова е најважно што го спомнувам сега, и еднаш за секогаш да се заврши со пратениците. Пратениците треба да бидат народни, а не ненародни. Пратениците треба да работат во интерес на граѓаните и на Македонија, како држава, а не за своји лични интереси на богатење и бенефици и единствено да работат за своите полтронски, политички, јас ги викам сега, бидејќи се претворени во
овие политички структури и партии во злосторнички Ги здруженија, како спомнавте што се. пратениците. Моментално ни се 120. Дали се можеби доволно, дали ни се малку, дали ни се многу, кој е вашиот став околу ова? Јас Ние кажав, сме мала држава, но дали јас кажам, вака се, да се разбериме. Соединетите американски држави имаат 100 сенатори. И имаат уште 400 и нешто во, што викаат куќата на тие некои си таму, ајде да речеме советници и пратеници. Значи негде околу 500 и нешто. А народ 350 скоро милиони. Нас на 1,5 милион, ако сме останати во Македонија, ако сме останати негде тука некоја бројка, малце поќе, малце помалце, имаме 120 пратеници. Не народни, јас ги викам, зашто? Затоа што треба да се укинат. И по мене, ако ме прашате и на демократи, повеќе од 27 пратеници нема потреба да имаме. Зошто нема потреба? Ако 27 паметни луѓе не може да донесат одлуки, да донесат закони, кои што ги видат во интерес на државата, во интерес на граѓаните, се извинувам, во интерес на економијата, образованието, инфраструктурата, животната средина, на сиромасите, на здравството, земјоделството, тогаш колку стварно нас ни треба? 120 да ги крмиме? Па знаете дека платата на еден пратеник е 2000 евра, 120.000 денари. Плюс плаќаме доприноси. На тоа уште 50%, му доаѓа негде 60.000, плюс во собрание, знаете колку луѓе работат за овие ненародни пратеници, кои што носат закони против својата држава и против својот народ? Тоа има стотици кои што работат во собрание. Знаете какви ни се трошоците за одржување на собранието? Знаете колку пари се трошат за превозни средства како автомобили, купуваат секоја втора, трета, четврта година нови автомобили. Тоа треба да се одржува. Да не зборувам за патни трошоци. И така натаму, така да бројката ние мислиме 27 паметни луѓе ќе водат ова држава на 1,5 милион народ.